Новиве ми текна на една гениална реченица на Миле Паника за македонскиот починет менталитет. Миле му се обреќа на еден копил. Абе, знаеш како се прават глупи деца? А Малио вика арогантно. Не бе! Па, оди бе, праше го татко ти. Нашиве модерни генерации во изминативе денови полудеа по чипсот такис и по сокот прима. Го прима. Добре. И се би било тоа окей, под девизата, нели, младост, лудост. Нели, се да се проба. Само ако чипсот такис немаше 40 грама и не чинеше 400 денари. Исто како и лименката прима од пола литар газирана портоколада 800 денари. За 5 лути компирчиња и пола литро газирана шеќерна водичка, во време кога луѓе претураат по контейнери, а општеството е во колапс. Во време кога деца немаат доручек, ручек или вечери и се лечат со СМС пораки. Очигледно модерниве татковци на новиве генерации направиле многу глупи деца. Многу глупи. Исклучително глупи. Да се разбереме. Тука не мислам на сите татковци и на сите деца. Ама што бе тутурутка треба да бидеш да дадеш 400 денари за 40 fucking грама чипс? Абе, од златен компир бе дечки да не го прават чипсот. Абе, мучнете малку со тоа пинтарите бе. Абе, не бидете толку не бидете ко да бе правил овој глуп татко. Да не го барале тој компирот со кучиња и свињи ко тартуфи шо бараат, па да мора да е толку скап. Па кило компир е на пазар бе 40 денари, бе 10 пати помалку од 400 денари. Односно, според пресметката, овој компир би требало да чини 10.000 денари кило. Ако го продаваат како тој чипсот. Какви тартуфи, какви бакрачи бе. Исто и со тоа сокчено прима. Пола литра оранжада, рекламирана од некој амерички јутјубер, значи тој курац на бициклу са издишаним пневматицима. 400 денари бе. Абе, мислиш дека пиеш некој виски забораено на 3000 метри под вода у Титаник? Па сега као ти си влегол со тој овој, како се викаше, тој режисерот што го снимаше Титаник, си влегол, си го нашол шишево, си излегол горе на површина, го отвараш, го пиеш, 100 и кусур години старо, 110, 120 години старо. Или некој вино од астолот на Наполеон, пример, ти донесат. Кога го изалкала по таму у Русија. 7 евра, бре, лименка, бе. Абе, 7 психијатри треба да прегледат, бе, цел конзилиум психијатри. Ама, реков, не се нервирам појче. Не се нервирам појче, така реков. Кај гол Хасан, таму и сите турци. Јас и мојот маркетиншки тим решивме за тоа да направиме наш производ. Откако видовме дека сакате да го такис и сакате да го примате, ние решивме да пакуваме наш пијалок за идните генерации скопски глупи деца и други, нели, во Македонија глупи деца. Ова е традиционален, напоменувам, се работи за традиционален македонски пијалок, но ние го ребрендиравме, го амбалажа, у нова амбалажа го ставивме во лименка да биде тоа многу помодерно. А нашиот производ, она што ние го правиме и што мислам дека ќе ги потрефи вкусовите на сите, нели, глупи деца во Македонија, производот е фактички пакуваме солен салеп у лименка. Солен салеп. Таков, густ. Бел, убав. Лигав. Ако стапнеш на него, можеш да се лизнеш, да паднеш на теме, незгодно да се повредиш, скршеници, ово на череп. Зошто е солен? Тоа бе сега бе... Да, бе, тоа ви е мистеријата. Од кај сега салеп па солен? Зошто е солен? Па, солен е затоа што животот ни е благ. Премногу благ, сладок живот. Долче вита, прекрасен. Па нели малку да смениме, бе, доста ни од благо, бе, благ живот, благо. Дај нешто солено, бе. Затоа што ние како нација обожуваме сале, бе.
Абе, секој дневно голтаме салеп. Само кришум тоа не е нешто што можеш ти салеп на јавно место да го голташ. Мора да се интимност треба негде. Вака на отворено проматка отворили менката, окей. Ако ти испрска полиција или гради, се салепе. Органска работа. Ќе се исуши. Можеш да го избришеш. Али битно е да натегнеш и гъташ. Тоа фуче салепот, фуче. Полн со белковини, минерали, јаглехидрати, протеини, витамини. И не смееш, бре, тоа е толку убав напиток, бе. Абе, не смееш да дозволиш да ти капне на страна ништо од лименката кој пиеш. Солен салеп за секој граѓанин во Северна Македонија. А ние веќе, како професионалци, разговаравме со една компанија да ни го полни, само ни рекоа не можело на лименката да стои македонски солен салеп, затоа што Грција ни го земала поимот македонски. Знаеме, јас им реков, им вратив на забелешка во мејлов што ни ја пратија, го знаеме тоа, свесни сме. Па солен салеп пија и нашиве овие у политичариве, што беа у Преспа, кој ни го менува името, да, тамо имаше солен салеп на трпезата после подпишувањето, тоа, ама капка, не остаа нашите да капне, преубаво беше, мислам, стварно и грците тоа, каков салеп еден им спремија, им сервира, тоа, свака част. А грците нормално, грците си пија узо, дзацики узо. Тие бело, ама и нашиве бело, нашиве малце побело, погусто, малце така по... Добро, марамараско ќе ставиш узото и оно малце ќе сгусне, ама некако салепов нашиве што им дадува да го пијат, не е толку густо. Ама како вика старите, кој што се заслужил. Затоа на нашиве после устане им се отвараше кога се врати од Преспа. Толку салеп многу што изголтаа, тоа им се враќаше назад и кога се вратија после нивица тука, многу не збореа ги, немаше по медиуми, нели, тоа им се враќа салепот назад. Ама јаки се они, они имаат неверојатни капацитети за да голтаат салеп. Ма чути што ми текна на идејава од секое лошо излезе добро, кој што вели нашиот народ на Фејсбук. И децава е упао да ги учиме од мали нозе на органска храна. Не, тамо некои вештачки глупости, таки го прима. Не бе, го примивме ние таки содамна. Сега е време за солен салеп од лименка. И да не се секирате. Пошто нели, тој ќе се рекламира као солен салеп од Северна. Така? И нормално у тој случај веднаш Северина ја ангажиравме, се нафати да го рекламира, вика имала искуство со солен салеп и на телевизија, на видео, на ова, на она. Да, и дека рече дека можете нејзини искуства, нели, да ги примени и во нашава кампања. Ја додуше за тоа прв пат слушам, викам, кога се Северина на видео клипчиња нешто голтала солен салеп, не ми текна, ама добро. Викам, не, зашто не и верувам, мислам. Така. Народе македонски, за какви идеи си ти? Дал го разбираш светов како поле за културен надпревар меѓу народите? Или го разбираш како гајде или кавал? Или како дудук? Како тебе, народе? Абе, Сашо, зошто си го нарекуваш народот дудук? Па не е коректно еден водител да го навредува својот народ, не е коректно, но понекогаш е неопходно. Народ што дозволил на секој 30 метри да има казино, кладилница или продавница за пари во својата држава, а да нема фабрики, е дудук народ. Народ што дозволува годишно да му се исцицаат милиарда евра од коцкарниците, кладилниците и продавниците за пари, не е дудук, ами дудук пар екселанс. Ако на тоа се додадат и преку 400 милиони евра пари од камати на банките, околу 300 милиони евра неплатени од извршители, јасно е дека јажето
се стега околу вратот полека, но здраво и прашање кога некој ќе го бутне столчето и ќе останеме да висиме ко колбаси. Еве вака да ве прашам, нели на се огледаме на американците како наши најголеми сојузници и пријатели? Нели? Па што мислите, дека американците се глупи кога дозволиле коцкање само во Лас Вегас и Атлантик Сити на 300 милиони народ? Глупи се. Па не можеле и тие да направат во секоја зграда казино и секоја сабајле наместо да одат на hard work, правец у казиното позади темни стакла. Влези у 7, излези у 5 поручек. И како што вели рекламата, кој игра, добива. Си дојдеш дома со добиеното, ама не кажуваш што добиваш. Дека добиваш еден така подолг. Па откако ќе ја потрошиш платата, следува заштедата, па кој ќе ја спичкаш заштедата, ги коцкаш парите од децата од мекици што ти се, нели, од родендени. Па кога и нив ќе ги прокоцкаш, се зајмиш кај пријатели, па кога ќе ги искоцкаш и тие пари одиш право, продавницата за пари за бескаматен кредит кој расте како квасец, и така се додека не ги продадеш колата, станот, златото од дома, не. Секој мора да учествува во таа златна милиарда, не се заебавајте, греота се тие фирми. Па гледате дека постојано се закануваат дека ќе ги отпуштале тие 12.000 вработени, дека тие се приходна индустрија, дека се многу важни за стопанството. Да ви кажам нешто, вие сте важни само за себе, своите газди и ајдуциве на власта. Утре да ги отпуштат сите 12.000 вработени, ќе се вработат во КАМ и други маркети и ќе зимаат повисока плата. Во нормални смени нема да имаат работа со криминалци и коцкари, туку ќе се заебаваат со киселото млеко, дали му е помина дрокот, или со пензионерите, онака дали нешто е поевтиното од денар или два. Поборувачката за работна сила во Македонија е огромна, а и вашата индустрија не е производствена ниту трговска. Вие не создавате вредност, кажано капиталистички, вие не сте ни услуга, немате ни производ. Вие не сте игри за забава, тоа се игриве на PlayStation. Вие сте коцкарници во кои луѓето што изгубиле надежта од власта и државата се надеваат на малку среќа, притоа губејќи многу пари. Откако тоа ќе се случи, одат во продавницата за пари, да земат повторно пари со камата и да ги изгубат кај вас, губејќи онаа малку надеж што им преостанала. Ако кај вас се добиваше, вие немаше да работите, ќе затворевте, ама кај вас се губи, добива тука и тама некоја будала почетник, инаку како да објасниме онаа милиарда годишно што ви е официјална заработка. И тоа е еден магичен круг, коцкарници, хладилници, продавници за пари. И по некоја чора пара тука, сиротиња, што ситно да си купи 3 за 100 чорапи. Хајде сега да ве цитирам вас. Замислете дека сте татко и сабајле тргате пешки на училиште со своето дете по партизански, налетувате на коцкарница. Од неја излегуваат некои спиени типови, пеплосани во фаците, крв во очите, со празен поглед, туп. Демони излегуваат вака од нив. Демони! Со темни подочници во 7 часот. А малиот ваш ве прашува: татове, шо е ова, не сме учеле за ова на училиште? А ти му одговараш: види сине, ова од кај што излегуваат чичковците, едно прекрасно место каде што луѓето играат и добиваат пари. И се забавуваат, гледаш колку им е забавно, колку среќни излегуваат надвор, а тоа демоните вака овдека на рамења, вака им седат, вака. А тогаш малиот ви вика: а чичковците, тато, добиле пари, сега ќе одат да ги однесат кај нивните деца. Нели, гледајќи ги чичковците како пребираат по джебовите за да најдат ситно за автобус, ти подголтнуваш и сега нема што да му кажеш на син ти, му велиш: сине, ајде да ти купам еден бурек со месо наму, а тој: не сакам бе тато, таму не е убав, земи ми од бурек чилницата кај кладилницата. Чути, викам, добре, барем бурек джијата останал до кладилницата. Аха, тикви шарени останал. Затворил ли тој бе? А од дуќанот го направиле продавница за пари. Дене, синко, ќе јадеш дури на ручек. Освен ако не сакаш пред да не викне мама на ручек, да пишеме по едно ливчеве Дзволе, Кецу, 2 твенте, 2 од 2, 3 плюс. Мислам, со тие парите што требаше бурек да купим, бурек и така нема, продавница затворена. А, сине, идеме.